неизвесен беше Ензо Кана, тој остана меѓу резервите, но денеска најверојатно нема да настапи, исто како што и во составот на Вардар Закарича, најскапиот фудбалер на Лозана. Португалецот Алвин Санчез, вреден 14 милиони евра на трансфер пазарот, се повреди и некаде до октомври ќе биде надвор од составот, што значи дека првата звезда на Лозана нема да истрче на теренот на Градски. Одлично дриблинг, пас со лева, удар, има одбрана, Мато е 0 Вардар воли. Од 47 минута биеше право Тодоровски, а потоа Мато го матира Летица. Пред гол во третиот надпревар во Европа за напајачот на Вардар, Роджерс Мато. Вардарци зарегува во себе, а тој ја продолжува својата голгетерска форма. Еве уште еднаш ова акција, стигнува топката до Тодоровски, одличен дриблинг во лево, а потоа со лева бие, немоќен беше хрватскиот голман за веднаш да ја прифати, ја одби од себе и на тоа натрчува Роджерс Мато. За него четврти гол поред на последните 4 казнени простор на Лозана, но еве сега гостинската екипа со шанса уште на стартот од второто полувреме. Ова беше близко, но одбрани некако Талевски успеа да спречи Калисен да постигне гол и брзо да го шокира најтрофејниот македонски фудбалски клуб. И нема контакт со Талевски, туку само промашување на напајачот на Лозана, што е исто така важно. Двојно проигрување, поврат на удар и еден спрема еден. Гол на Дијак. Ова 58 минута. Дијаките изравнува на 1:1. Не можеше ништо да направи Давор Талевски. Фантастична реализација на фудбалерот на Ред Бул Салзбург, кој што е на позајмица тука во... Се чувствуваше дека во суд многу по-офанзивно ќе продолжи Лозана во надпреварот, а еве од реакцијата, одговорот од купата на Вардар. Влегува во игра Димитар Данев, за Сри Вардар од работнички, излегува Диего Кастанеда. Матич, ова е уште една опасна позиција, може да има тука гол, но нема, затоа што Талевски брани, се повреди Калисен на повреда во 16-никот на Вардар. Еве последната прилика во која што се најде Сен, успешно го избегна блокот на Матича, добро затвори Давор Талевски. Сега тој е херојот на Вардар, затоа што на семафорот не стои 2:1 за Лозана. На Лозана, краде Маневски, има простор за контранапад. Маневски го форсира Мато, стигнува до оваа топка, побрзе Мато од својот чувар, Мато продолжува и се заплетка сега под застана, иако овој дриблинг е успешен, а сега влегува и во 60-тикот. Мато може ли до втор гол? Не! Брани Летица, покажува храброст и доблест да се врати во мечот, да не се предаде. Еве го дриблингот, со многу среќа ова топка остана во негов посед, потоа со десна бие, но интервенцијата рефлексна, добро поставена прва статива, одбрани Карло Летица. Исклучително жешко и спарно е во Скопје. Омерагич, еве шанса за Мато, 2:2. Ќе оди ли Мато до крај? Вардар има, нема сега за сега. 2:1 има само корнер. По 66-та, 10 минути помина во доминација на Лозана на полето на Вардар и одново брза контра шанса. Реакција од Летица, трета негова извонрена интервенција против Вардар. Прв за Вардар во второто полувреме, 78-та минута започна. Сега е време за втор гол. На толку мешаници, 2:1, Назер Омер Агич. Реков дека е време за втор гол и еве го поведува Вардар. Загуби со око и со Дусен. Еве го Омер Агич по оној гол во победата од 3:0 тука против Ла Флорита, кога го отвори резултатот во 47-та минута.
Втор негов европски гол. Гол кој значи предност, гол кој значи надеж, кој отвара можност и простор за Вардар да верува во пресред. Само толку бара публиката на Градски. Направа статива, Јанкулов скока, еве го крајот, Вардар победи со 2:1.